Ке знаете, веднаш по крајот на ова утринско дружење, од студио 3 се селиме во студио 4, каде што се е подготвено да стартува најновото издание на Визита, каде што ќе слушнеме доста интересни совети, корисни за овој дел од годината, кога стана збор за летото и високите температури. Можеби денес немаме температура над 30 целзиусови степени, но се најавуваат такви веќе за неколку дена над 40 степен. Билјана, повели. Благодарам, Роберт. Да, во секој случај добро е да ги знаеме и да ги слушнеме информациите и препораките што да направиме во случај на сончаница и топлотен удар. Тоа е темата за која што денеска ќе зборуваме, а веќе од понеделник се најавени, како што спомена и ти, температури некаде до 40 степен. Сезоната на летни одмори веќе е во најголемиот тек, така што секој кој што можеби ќе дојде во некоја таква ситуација да знае како прво да изреагира, да си помогне и себе си, да си помогне и на оние кои што се околу него. Симптомите на сончаница и топлотен удар, како да ги препознаеме, на што најмногу да внимаваме, како да ги превенираме и како да се заштитиме, како да пружиме прва помош, тоа е она најважното што треба да го знаеме. На оваа тема денеска во Визита разговараме со доктор Татјана Чепреганова Чанговска, специјалист невролог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро. Да. Сончаницата, топлотниот удар, да, ги знаеме како термини, честопати ги спомнуваме, ама дали сме доволно свесни колку тие се опасни за организмот, за комплетно нашето здравје? Ајде на почеток, доктор Татјана, општо, какви опасности носи летниот период, жешкото топло време и сонцето? Така, летниот период и тропските врукини и како знаат да направат големо штетување на нашиот организам. Така да често пати треба да го поставиме прашањето дали нашиот организам може да се аклиматизира за време на оние 10 до 15 дена кога одиме на одмор, дали нашиот метаболизам е спремен за новите високите температури кога се наоѓаме, а истовремено да уживаме во убавините на морето, езерото, планината, било каде се наоѓаме. Така да сето тоа зависи нормално од нас самите, сето тоа зависи од изложеноста на организмот на сонцето, од неговото време, траењето на изложеноста на организмот на сонцето, меѓутоа исто така зависи и од количеството на сончевите зраци кои што ќе делуваат на нашиот организам. Така да тие убаво е да си оди на одмор, да се помине убав период, меѓутоа истовремено треба да знаеме некои основни работи кои што може да не затекнат таму, а најчестите непријатели во ова време се сончаницата и топлотниот удар. Како појави и не само додека сме на летен одмор, и во средината во која живееме. И во средината во која што живееме, апсолутно да. Постојат, само на кратко ќе ги кажам дека последиците на топлото време, тоест на сончевите зраци, кои што може да ги направат на нашиот организам, може да бидат акутни, хронични. Во акутни спаѓаат топлотните грчеви, сончаницата и топлотниот удар, а во хронични се системските пореметувања на централниот нервен систем, потоа пореметување на гастроинтестиналниот тракт, пореметување на кардиоваскуларниот систем. Како едно од најбенигните се топлотните грчеви, кои што може многу добро и веднаш да ги исконтролираме. Тие се јавуваат поради една дисрегулација, тоест едно намалување на електролитниот дисбаланс и најчесто се регулираат со доволен на изотонични раствори и на соли. Па понатака предпоставувам дека ќе зборуваме нешто повеќе за топлотниот удар и посебно за сончаницата, за да можеме да ги препознаеме симптомите и да ја дадеме првата помош најбрзо што можеме сами да направиме додека да дојде лекарска помош. Системот на терморегулација на организмот на машина е многу значаен за човек. Системот на терморегулација е едно од поважните да речам методи на организмот за да одржи хомеостазата и учествува во хемостазата на организмот. Поточно преку терморегулацијата ние ја одржуваме константна нашата телесна температура, која што таа треба да се движи помеѓу 36,1 до 37,4 степени Целзиусови. Овој систем содржува, накратко само ќе напоменам за да можеме понатака да разбереме што всушност се случува. Овој систем се регулира по пат на хемиска терморегулација
и по пат на механичка терморегулација. Хемиската терморегулација се одвива во центарот на хипофизата и топлината се зголемува по пат на одредени процеси на оксидација, додека пак механичката терморегулација се одвива преку кожата по пат на конвекција, кондукција, топлотна радијација и евапорација. Тоа значи ладење на организмот, тоест на крвта преку кожата. И сега што всушност настанува при една сончаница? Се повеќе и повеќе нели мора да се олади крвта преку кожата, се носи на површината, таа се лади и така како оладена се враќа назад во организмот, а организмот е тој кој што за да си ги заштити своите органи, најпрво го заштитува како најважен орган мозокот. И доколку сме изложени малце повеќе на таа надворешна топлотна температура, тогаш настанува ширење на крвните садови на мозокот, истовремено и тој се зголемува неговиот волумен и се јавуваат првите знаци на сончаница. И симптомите на сончаница. Да, са нив ќе продолжиме да зборуваме веднаш по вестите. Време е за вестите во 11 часот. Информациите од земјава и светот кои што ни ги презентира колегата Александар. Добар. Во продолжение повторно се вклучуваме во студио 4, таму е колешката Билјана Дебарлиева, која во продолжение не подсетува на денешната тема на која разговара со незиниот гостин. Билјана, повели. Благодарам, Александар. Да, уште едно кратко подсетување за нашите гледачи. Зборуваме за сончаница и топлотен удар, препознавање на симптомите и како да ги превенираме и да ги избегнеме ваквите состојби. За брзо време ги очекуваме јавувањата на гледачите. Тоа беше се во ова издание на вестите. Останете со програмата на Канал 5 и имајте пријатен ден. Ја гледате визитата на доктор Татјана Чепреганова Чанговска, специјалист невролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Сега продолжуваме нашиот разговор, доктор Татјана, токму сега во овој момент зборуваме за сончаницата. Што е сончаница? Кои се симптомите, како да ги препознаеме? Така, сончаница настанува поради изложеноста на главата, поточно на темето, на високи температури, на сончевите зраци и сончаницата, да речеме, значи, после таа долготрајна изложеност може да се појави. Треба да кажеме дека постојат, поради промена на климата, постојат дневни варијации и сезонски варијации на климата. Во дневни варијации на климата се дневните пореметувања на електролитниот дисбаланс, на гликемијата и така натака, кои што може да ги решиме етапно во текот на денот со пиење на известни раствори, зимање на шеќери и така натаму. Додека пак во сезонските варијации спаѓа веќе сончаницата и топлотниот удар, значи тоа се сезонски, убаво само клима кажува дека сезонски варијации на климата значи настапуваат во летните или пак во зимските периоди. Тоа се известни поreметувања на централниот нервен систем, вегетативниот нервен систем, ендокриниот систем и така натаму. Па и сончаницата и топлотниот удар спаѓаат во овој тип на варијации на климата. И сега, кои се све симптоми знаат да се појават кај сончаницата? Сончаницата, значи, после тоа долготрајно изложување може да започне со еден немир, умор, главоболка, нагони за повраќање, потоа со зуење во ушите и вртоглавица. Значи, тие се, да речеме, као некои првични симптоми, за да понатаму човекот добие црвена пребоеност на лицето, па потоа бледа пребоеност. Понатака се јавуваат, во прво време телесната температура е ниска, за да потоа зголеми телесната температура. Често пати може, таа вртоглавица може да биде толку изразена да не може да стане од кревет.
и треба нормално човекот да легне, да се одмори и да се дадат соодветни препарати кои што би го ублажеле сето тоа. Во смисла да се дадат доста напитоци, да се дадат ако има температура антипиретици, да се надоместат електролити, мислам да се внесне електролити и така натаму. Значи тоа се така едни првични симптоми кои што знаат да се појават кај повозрастната, да речеме, популација, али и децата не се изоставени од како и најмногу да се изложени на тој ризик од сончаница, бидејќи не можете никогаш со нив да се разберете дека сонцето е штетно и дека треба да се заштитат и дека не треба толку време да поминуваат на. Да, се играат поред на плажа, на сонце, не се играат под чадор, не го слушаат, сакат да влезат во вода, некогаш и не... Ако влезат во вода е поубаво да се оладат, меѓутоа не влегуваат, него се заигруваат и нормално сончевите зраци, зрачењето, ултравиолетовите зраци си го прават своето, со тоа што за разлика од кај повозрастната популација, кај нив имаме рана и некоја касна реакција. Сега што значи тоа рана реакција? Значи симптомите се појавуваат веднаш. А симптомите се и тие, како кај повозрастната популација. Сега детето е доста вознемирено, плачливо, ако е мало, не може да ви каже, нели? Не сака да јаде, не сака да спие, не сака да цица. Имаат вртоглавици, имаат главоболка, имаат нагодни за повраќање, па дури можат и да повратат. А додека па касните симптоми кои што се јавуваат кај децата, се јавуваат негде после изложеноста на сонце, значи неколку часа од како веќе било значи детето веќе не е изложено на сонце, значи неколку часа после излагањето и обично знае да почне со гастроинтестинални пореметувања, со проливи, со повраќање, со висока температура, за да родителите помислиме, сите сме родители, помислиме дека станува збор за некоја вирусна точно, за некоја вирусна инфекција и одиме во лекување на тој правец. И повторно се дават антипиретици, високи течности, мислам да пие течности, електролити и доколку има температура може да се дадат и некои антибиотици. Така. Да слушнеме еден гледач. Во моментов па ќе продолжиме со разговорот. Добар ден, повелете да ве слушнеме вас, да го слушнеме и вашето прашање. Добар ден. Повелете. Јас прво поздравам докторката, сум била кај неа во неврологија случајно и не се среќам кај доктор Арбет. Добра. Јас имам перкис. Не ве слушнавме убаво, што имате, ќе може ли само тоа да ни го повторите? Перкисова или Паркинсова. Паркинсонова, добро. И сега имам голема спорост. Имав тремор голем, ми се изгуби треморот, ама имам сега спорост на одење. Што би можела да ја прашам докторката да примаме некој лекарства, а докторот вика едно измеѓу друго, вика поврзано е. Дали има некои лекови да примам да си купам? Имам голема спорост на одење. Немам сила уопште. И изгуби силата, треморот го изгуби, па сега добив спорост. Добро, ви благодариме за јавувањето. Останете на линија, доколку и треба нешто дополнително, доктор Тања. Сега гледачите ќе поставуваат прашања за се она што е од вашата област. Од нашата област, да. Значи, Паркинсоновата болест всушност се карактеризира со таа симптоматологија која што има пациентката. Предпоставувам сега спороста, нели, тај е еден од симптомите на оваа болест, тресењето на екстремитетите, спорото одење и така натаму. Најверојатно сега докторот кај кој што оди и он си е одреден за таа проблематика, најверојатно е поставена на одредена терапија антипаркинсонова, можеби ќе треба да се направи некоја корекција на терапијата. Сега тоа е малце премногу, нели, што терапија пиете, како пиете, во каква доза, колку, во колку часот и така натаму, значи све си има свое, поготово кај оваа болест, точно на време и во неколку порции да се пијат антипаркинсоновите лекови. Значи, моја препорака е сепак да се јави кај матичниот невролог кој што ја води, за да може да
да си ја каже симптоматологијата и да се даде сепак одредена, нели, терапија во тој правец, или да се смени, или да се додаде плюс уште нешто. Тоа би можело, нели, вака како одговор да го дадам. Барем да се контролира состојбата, така да не се влошуваат симптомите, како конечно излекување за жалка е оваа болест. Па за конечно излекување нема, да. Не. Да. Така, добро. Дали имаме следен гледач на линија или пак во очекување на вашите јавувања и прашања да ги кажеме и останатите работи кои што се важни како информација до вас. Добро, да ве слушнеме и вас, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, до студиото и до докторката. Ви благодариме. Ако може докторката да ми одговори, пред една недела. Времето беше и облачно и сонце така, променливо да кажа. Јас прво ме фати од десната страна, почна да ми трпне устата, раката. По некое време тој дел поминам и се префрли на левата страна. За 15-20 минути јас почнав да зборам неразбирливо. Не дека ми се фати говорот, него неразбирливо почнав да зборам. Отидов на доктор, додека отидов на доктор, мене ми се пушти гласот. Јас снимав главата на компјутер, ЕКГ направив, бубрези, ова, она, све, нема ништо. Дали може докторката да ми одговори од што може тоа да ми се деси? Таквите симптоми кои што сте ги почувствувале во моментот во ред, ви благодариме за јавувањето. Ви благодарам и на вас. Значи, многу интересно прашање и да речем па можеби и поврзано и со ова сега во моментот кој што ние го нели зборуваме. Дел е поврзано. Сепак симптоматологијата која што е напоменав претходно и сега кој што е кажа нели гледачката, до некаде и се слични. Можеби не си исти, ама се слични. Таа вртоглавица, зуење, нели слабост со говорот и така натаму. И истите симптоми можеме да ги имаме и кај сончаницата. Само што кај сончаницата знаеме дека сме били изложени нели долго време на сонце, така. Па се појавиле симптомите. А ова веќе и самата да не поврзуваме со таква причина. Добри. И самата гледачка кажа дека времето беше нели променливо. И сончево и облачно. И де факто сега времето е променливо, не е толку нели топло. Сепак очигледно дека тие симптоми кои што се појавиле кај неја затраеле извесен период, саат, 2, 3, 5, не е битно, се имале транзиторен карактер. Значи тие се појавиле, траели, потоа комплетно се повлекле, како што можевме да слушнеме. Значи очигледно дека станува збор за една транзиторна исхемична атака која што знае да се појави кај повозрастната популација и кај е условена од низа фактори, меѓутоа во суштина многу се битни тука и ризик факторите, а тоа се хипертензијата, значи зголемениот крвен притисок, зголемената вредност на шеќерот во крвта, како и зголемените масноти во крвта, кои што се ризик фактори за појава на една таква транзиторна исхемична атака или пак за појава на мозочен инсулт. И сега добро што направила компјутер, што било на лекар, дефинитивно дека станува збор за тоа е дека компјутерот бил чист, значи нема наод за мозочен инсулт. И терапијата треба да биде нели во тој правец, во смисла да се дадат антиагрегациони лекарства. Пред се, меѓутоа ќе треба да се направат и дополнителни испитувања на кардиоваскуларниот систем, тоа е на срцето, на крвните садови на вратот, за да се евентуално открие причината за постоење на тромбот кој што го направил проблемот. Да, кој што го направил проблемот. Значи не е туку така и оваа безазлена ситуација, не треба така да се остави, значи треба да се направат известни испитувања, да се постави на терапија и да се регулираат овие ризик фактори кои што веќе претходно ги напоменав. Така и кога ќе почнат оние топли денови кои што веќе и се најавени, луѓето со ваква состојба која што се нелиси когаш се препораките од лекарите и хронично болните и на терапија да бидат повнимателни со изложувањето на топлото време. Да, тоа се некако ризик групи, да ги наречеме, тоа се малите бебиња, децата негде околу тука до 5, 6, 7 годишна возраст, меѓутоа и возрастната популација над 65 годишна возраст, каде што не смеат и не треба да бидат изложени на сончевите зраци во периодот од 11 до
до 17 часот. 17, да. Меѓутоа сите ние 16-17 часот тие се. Да, меѓутоа и сите ние, значи и ние што не сме во таа популација, да речам, треба да малце се повлечеме во тој период под ладовина, да не бидеме директно изложени, за да не се случат нели овие несакани симптоми и да се јават несакани така, или да наоѓаме места за разладување, течности да се внесуваат, така, препораки кои што веќе сите добро ги знаеме, ги научивме и останува само и да ги применуваме. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до студиото и докторката. Ви благодарам. Молам, сакам, имам главоболка, јака главоболка и сакам нешто и компјутер се снимам, па не можам да прочитам, еве ќе ви прочита мојата сопруга, да ми кажете што би понатаму. Добро, ајде, само да биде пократко, ќе ве замолам. Да. Добар ден. На КТМ-от пишува, се пратат дискретни, глобални, кортикуларни, редуктивни промени со конституктивна умерена дилатација на коморниот систем. Субарханоидални простори слободни, постои мегацистерна магна, ова многу давна таа мегацистерна магна е констатирана, не се детектираат некои знаци за фокални промени на ниво на паренхим на големиот, малиот мозок и мозочното стебло. Добро, доволно ли е, доктор Тања? Да, доволно. Ова, добро. Ви благодариме за Некои други јавувањето. испитувања немате направено? Не ве слушам? Некои други испитувања немате направено? ЕЕГ-то е уредно, Добро. граници на нормала, каротидите и вертибралните артерии се уредни, морфолошки, хемодинамични параметри се. Него ние малце бевме заморни, работевме на сонце. И сега го поврзавме ова малку со темава. Меѓутоа, него и во есенца се ува тие големи главоболки, вртоглавици и така се. Магнетна немаме правено, има терапија определено. Ако ви интересира. Каков тип терапија? За главоболката? Од Врковци Владимир капсули еукамид 2+2+0, синедил за циркулација, евитамин, амизол и треба интернистички прегледи понатака да прави. Да. Ајде нека се слушни пациентот. Ајде да го слушне советот, да, и препораката. Значи вака, очигледно дека се направени голем број на испитувања каде што покажува дека главоболката дека нема патолошки наод, нели? Меѓутоа главоболките мислам дека треба да имате посебна емисија за тоа, затоа што главоболката е на огромна тема и една огромен дел во неврологијата кој што се обработува. Има многу различни типови на главоболка и не секогаш наоѓаме известни патолошки промени во мозокот за да ни оправдат, нели, симптомот главоболка. Така да, еви, колегата назначил ни дополнителни интернистички испитувања, претпоставувам бубрези, срце и други, нели, органи, каде што би се пронашло, нели, причината за тој тип на главоболка. Сега, треба многу анамнестички да се земат податоци од пациентот, за да прилика ве насочи за каков тип на главоболка станува збор. Така да имаме тензиона, мигренозен тип на главоболка, имаме, меѓутоа треба да се земе анамнеза за да можеме да ја кажеме за каков тип на главоболка. Така, и кога ќе се направат и дополнителните испитувања? Да, можеби невропсихолошко тестирање ќе треба да се направи кај пациентот и евентуално сето тоа да се заокружи со еден магнет кој што претпоставувам дека би бил нормален затоа што сите други инвестигации се во границите на нормално. Ама свето под претпоставка сега да не. Така, да. Колку што слушнав, ако и добро разбрав, подолго време изложени на сонце, бидејќи типот на работата го барал тоа сега, ако добро. Па да, ние отприлика така и поврзаноста, нели, изложеноста на топлото, на сонцето, па со главоболката е еден од главните симптоми кај сончаницата, кај топлотниот удар, со тоа што таа, нели, се јавува и доста голема главоболка, како што ја опишуваат во книгите,
не сум имала за да кажам, меѓутоа, како што кажуваат и пациентите кои што ќе дојдат, до нагони за повраќање и така натаму, често пати може да има и позитивни менингиални знаци, значи може да изимитира и некој менингизам, па може малце тука да ни е, нели, целата симптоматологија и целата проблематика да ни однесе во некој сосема друг правец. Значи, треба да се, кога веќе имаме знаци на сончаница, значи треба да ги види некој стручно лице, да го види човекот, за да може да се одреди правата терапија и тие, нели, симптоми се повлечат во целост. Така. Во продолжение следуваат реклами, но останете со нас, почитувани гледачи, веднаш по нив продолжуваме со денешната тема. Продолжува денешната визита на доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, специјалист невролог од клиничката болница Џивадем Систина. Слушнавме за симптомите, како да ги препознаеме, да не помислиме дека се преклопуваат со некои симптоми на вирус, бидејќи кога сме посебно па на одмор треба прво нешто што ќе помислиме дека може би станува збор за сончаница. Кај децата, кај возрастните слични симптомите, но има ли случаи кога може да се искомплицира ситуацијата? Да, значи, овие јас вака ги наброев, нели, грубо сите симптоми кои што може да се јават како први знаци на сончаница, меѓутоа, ако не превенираме тука, ако не направиме ништо, може човекот едноставно полека, нели, да имаме влошување на ниво на свеста, па да западне во една конфузна состојба, потоа да предизвика може или во делириум, па дури и до кома. Најлошите случаи завршуваат на жалост со смрт, доколку ништо не се превенира. Значи, што е многу битно? Битно да се повлече, нели, од топлотните зраци во една ладовина, да се раскомоти човекот, да се постават полека да се лади, не со кофа вода па да се фрла, него ладењето да иде полека, со вода, повторно ќе напоменам, да му се дадат течности, изотонични раствори, вода, чаеви, никако кафе и кока-кола. Затоа што имаме забрзана, нели, работа на срцето, поради таа терморегулација која што претходно, нели, бар малце ја напоменав, знае да падне, нели, крвниот притисок, се повеќе се носи крв на површината на телото да се лади во кожата, крвта која што станува во телото, да речеме, веќе имаме една хипотензија, значи имаме низок крвен притисок, затоа тој треба да пие доста течности и да се разлади, да се стават на главата ладни облоги, мраз, за да може пациентот да си дојде, нели, на својата телесна температура. Што е исто така многу битно? Битно е, значи, кога веќе ќе видиме дека имаме порметување на свеста и се продолбочуваат сите овие симптоми, мора да се повика брза помош и да се однесе во соодветна установа, да му се даде соодветна терапија на човекот, веќе пациент. Некои знаат да завршат и со смрт, кај они, рековме, кои што претходно, нели, нема да ги соодветно да ги истретираме. Меѓутоа, искрено да ви кажам, овие потешки случаеви многу ретко се случуваат кај нас, обичните туристи. Обично тоа имаме ризична група, нели, на луѓе, а тоа се оние најчесто војниците кои што маршираат со саати изложени на сонце и со, нели, опрема на нив, и често пати тие знаат така да завршат во една таква, нели, коматозна состојба. Во секој случај веќе свеста и на многу повисоко ниво, така сите кога одат на одмор гледаат да ги заштитат и децата, да се заштитат и себе си. Иако за жал речиси секоја година имаме и смртни случаи кај млади луѓе кои што после многу долготрајно изложување на сонце, дали заспале сончајки се или пак биле премногу на сонце, веднаш влегле
во вода, која што е малку постудена. Да. Добро, тоа е веќе сосема друг систем, каде што настапува кардијак арест, значи комплетен веднаш престанок на срцето. Но и тоа е нешто на што мора да се внимава, да. Без разлика дали се стари, разладување на телото, така пред да се влезе во вода. Тука веќе не станува збор за ризична група, дали се млади, стари, средни, него буквално сите сме изложени на тој тип, не да Боже, нели на... Така, да. И сега за топлотниот удар. Зошто е толку опасен по животот? Кои се ризик факторите и кои се ризични групи на луѓе? Да, топлотниот удар е малце нешто поразличен од сончаницата, во смисла не мора да бидете изложени на топлотните сончеви зраци. Значи, обично топлотниот удар настанува поради зголемување на телесната температура над 40 степени Целзиусови, при едни услови каде што имаме висока температура, меѓутоа изголемена влажност на воздухот. Сите тие надворешни услови предизвикуваат да имаме пореметена терморегулација на телото. Значи телото не може да се поти, затоа што терморегулацијата е преку потењето. При едни такви услови, значи над 40, 41,5 и така натака, знае да се појави нели топлотниот удар. И сега нели, прашањето нормално следи. Кои би биле тие ризик фактори за да се појави баш овој тип на топлотен удар? Најчесто се изложени, значи, оние немарни возачи, да речеме, кои што возат во прегреани автомобили, кои што не отвараат прозори, немат клима. Понатака кампери кои што имаат шаторчиња, меѓутоа недоволно заштитени и, да речеме, можеби со не таква заштитни облоги од згора, и температурата дополнително тука многу повисока од заспале внатре сонцето и се ствара една топла бомба внатре, каде што тие спијат и може да се појави нели топлотен удар. Понатака оние работници кои што работат пред високи температури, како што се високи оние печки со висока топлотна температура кои што прават, во пекари, оние кои што работат со стакло и така натака. Морнари на палуба кои што работат поред бродските мотори, исто така кои што генерираат голема топлина. Значи тоа се, да речем, тие некои ризични професии кои што знаат да предизвикат топлотен удар. И кај рекреативците прекумерна физичка активност и кај рекреативците на топло прекумерна, време. точно, така? Физичка активност на топло време, затоа што потењето е отежнато. Кои се симптомите за топлотниот удар? Симптомите се исто како кај сончаница, значи со главоболка, со зуење во уши, со вртоглавица, меѓутоа многу покарактеристично сончаницата е тоа што кај топлотниот удар веднаш може да настапи пореметување на свеста, значи колапс и пат на крвниот притисок. Ето тоа е така малце поведнаш, значи тука имаме као некои продромални, ги велиме ние, симптоми кои што ги чувствуваме и можеме да превенираме, а тука сме изложени, трчаме, вежбаме, се потиме премногу, недоволно за да ја одржиме таа терморегулација и веднаш се случува колапс поради нискиот крвен притисок. Мора веднаш да се реагира при таква ситуација? Да, исто како кај сончаницата, да се реагира, да се повлече на ладовина, да се раскомоти, да се стават исто ладни облози, меѓутоа, бидејќи тука малце свеста веднаш ни е засегната, до делириум, кома, знаат да се појават епилептични напади, затоа што имаме една, повторно ќе речам, пореметување на електролитниот статус во крвта и веднаш треба да се повика брза помош. Так. За да не дојде до дополнителни компликации, страда централниот нервен систем и други некои органи кај оние потешки случаи. Настанува дисфункција пред се на централниот нервен систем, меѓутоа и на кардиоваскуларниот систем. Така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Вака едно прашање до докторката, слушајќи ја вашата емисија и баш јас имав еден случај таков, на 62 години сум, значи пред 2 години ми се случи на плажа, надвор државата без или на одмор. И тоа не беше, например, во 12 или во 1 часот на ручек на плажа да бидам и под шадор,
и легнав, меѓутоа јас порано секогаш на плажа кога ќудам и ќе заспијам. Така, убаво, нели, пријатно ми доаѓа под сенка и ќе заспијам. И заспав, бев на страна легната под чадорот, меѓутоа во едно време осетив како топло да ми дојде во главата и мислев дека сонцето ме фатило од чадорот, ми се поместило, нели, повеќе време сум спиела, се разбудив, станав, меѓутоа седејќи, само подстанав и седев. Видов дека сум под сенка, меѓутоа мене почна да погледна во песокот, мене почна во истиот момент да ми се врти. Ама едно вртење, додека јас на мажот ми реков, мене многу ми се врти, почна да ми се лоше од желудникот и вела многу ми е тешко. И во тој момент не знаев дали умирам или ќе се онесвестам или толку во лоша состојба бев. И во тоа, кога му реков, маж ми само се сврте да ми даде вода, ја во истиот момент, седејќи и со главата назад, нели, паѓам, и мажот ми кажува, значи се онесвестив, јас не знаев ништо во моментот, и мажот ми кажува, очите ти беа отворени, значи како филџани, тоа прв пат ми се случува во живот мене, и се онесвестив, и во тоа викање се не знам, и он не знаеше во таа паника, не знае да ми каже колку време сум била онесвестена, се освестив, меѓутоа организмот, еден стрес во организмот и немам сила, и му велам да одиме во апартманот кај што бевме сместени и одејќи натака веќе јас чувствувам ми се оди во поголема нужда, значи од тој голем стрес. И сега прашањето ми беше до докторката дали е можно да е од сонцето, затоа што прв пат ми се случува такво нешто. Меѓутоа, само да ја кажам да не должам многу ради гледачите, кога дојде во Скопје јас исплашив. И таму ми пружија, бев на лекар, таму ми пружија помош. Така, направивте ли некаква проверка потоа на состојбата со вашето здравје? Да, бев. И јас во помладите години имав мигрена. Така, долги години со големи главоболки. И на резултатот ми пишуваше, има неколку бели полиња, со тоа што многу се исплашив, да ве кажам наискрено, многу се исплашив, па бев на 3-4 доктори за мислење и не се работеше, нели, со таа диагноза, нели, сега сите сме, гледаме на интернет, читаме што кои последици се тие, мислам и кои болести следат, меѓутоа ниеден доктор не ми кажа за некоја така потешка болест. И јас убаво се чувствувам, така, мислам, немам... Добро, ќе слушнете совети и препорака врз основа на сето ова. Да, ви благодариме за јавувањето. Што следно како испитување, да речеме, или проверка би можело да се направи? Да, ова се типични знаци за сончаница. Без разлика, само што ова да го кажам, нели, без разлика, кога ќе легнеме на плажа, мислејќи дека сме под сенка. Значи, не сите чадори ги одбиваат сончевите зраци. Треба да знаеме под каков тип на чадор седиме. Најбово да се седне под сенка, во смисла сенка од природна сенка, да, ладовина. Значи, тие ги пропуштаат сончевите зраци и знаат да направат ваков проблем како што имала гледачката. Поготово кога ќе заспиеме, нели, и тоа е долготрајно изложување на тилот на сончевите зраци. Значи, по симптоматологијата станува збор за сончаница, апсолутно. Сите работи што ги кажав, убаво што се јави да ги каже. И едно свое искуство, нели, да ни сподели. Добро што веднаш се јавиле на лекар. Испитувањето очигледно дека биле добри, се тие ситни зони, точки и така натака, предпоставам се некои хронични, схемични во бела маса, за кои што апсолутно не би можела да ги поврзам со овие, нели, треба тоа дополнително да се направат испитувања. Меѓутоа, значи, многу е битно ете тоа каде сме легнале, нели, каде сме се заштителе, да речеме, од сонцето. Најбоljе да се носи капа. Значи, капа која што ќе ни заштити главата. Па и да сме под сенка, убаво би било да ставиме капа. И на нас, и на децата што се околу нас. Така да, тоа е една вака, да речеме, превенција, подобра од сончевите зраци. Дури оние што ги има, нели, на плажите како сламени, што се чадорчиња направени, па и низ нив влегуваат сончевите зраци. Тие не се 100% заштита, нели, од сонцето. Да носиме нешто практично, не мора модерно да биде, така? Точно.
главната цел и основната цел е да не заштити. А што се однесува до гледачката, ќе може и после извесен период повторно да си направи некаква проверка за да биде чисто смирена. Често пати може да се јават и после сончаница, прележана, добиена, како да ја наречам, не знам, сончаница, која што ја имала една особа, значи може да се јават главоболки, нели, понатаму може да се јават повторно некои вртоглавици, меѓутоа тоа се некои симптоми кои што се со помин, не се да остана за секогаш. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Ево вака. Мојата сопруга има 60 години старост и направена е магнетна резонанса на глава со следниот резултат. Ќе бидам краток. Мал мозок, мозочно стебло, како и големиот мозок, се со уредни МП сигнали. Меѓутоа, постојат глобални кортикални редуктивни промени, повеќе изразнени фронтално. Коморен систем соодветен на возраста и слободен. Сега, таа има проблеми со стапалото, нестабилност на левата нога. И сега прашањето ми е, дали може да се спреше понатомошниот развиток на овие промени на мозокот, со кои лекарства, бидејќи не ни се препишани никакви лекарства, и во овој период на топлотни бранови, како да речам, како да се понашаме, бидејќи треба да патуваме до Скопје и така натака. Како да се понашаме и што да преземе тој лекарства вака превентивно. Така, во ред, ви благодарам за јавувањето. Значи, вака, овие промени кои што веќе во втор гледаш од преска, што ни се јавија за кортикални редуктивни промени, така натака, па еве Билјана, јас ви препорачувам да повикате некого, нели, од невролозите, да имате една емисија за нейродегенеративни промени на мозокот. Исто голема група, сега више втора тема ви давам. Така. Преска за но ни одинам во прилог, така, да обработиме уште една тема за која што и не сме зборувале во визита, а како проблем, значи, здравствен е присутен кај популацијата. Апсолутно, да, со, како рече, со билатерални фронтални, очигледно е во таа група, нели, на пореметувања, да не речам и деменции и така натака, меѓутоа треба да се направат известни испитувања за да се потврди точната диагноза. Значи, пак анамнезата е многу битна. Значи, кај невролошките еден е статусот ни кој што го имаме, меѓутоа 80% е анамнеза. Добро, точно земена анамнеза од пациентот. И сега во однос на има 65 години, како што разбравме, за терапија, значи, пак мора тоа да се види за да можеме да дадеме терапија, дали има заборавеност, дали има конфузност, дали има моторика добра, нема, мора да се прегледа невролошки за да се даде соодветна терапија. Не би требало така да ја остават, нели, пациентката со таков наод и ако има потешкоти да остане така и да не се даде одредена терапија. Што порано, тоа подобро. Во однос на сончевите, на топлото време, нели веќе зборувавме и спомнавме дека сепак спаѓа во една од ризичните, да речеме, популации, групи, каде што треба да бидат заштитени, значи доаѓаме до тоа дека треба да се носат посветла облека, да се носи по, нели, субави материјали, со памук, меки материјали, прозирно, да не биде она, нели, залепено за нашата кожа, за да може кожата, што викаме ние, да дише. Понатаму се носат шешири или качкети, мажите, нели, за да се заштитиме од сончевите зраци, да се намачкаме со една крема која што има висок фактор, можеби не 50, али до 30 е доволно, и да се носи и да се употребуваат доста течности, пијалаци, меѓутоа повторно ќе кажам, не кафиња, не кока-коли, не такви газирани течности, него баш оние течности кои што ќе го надокнадат тоа што всушност ние го губиме преку потта. Така, спомена дека веројатно ќе треба да патуваат до Скопје почесто, не слушнавме од кој град се јавуваат, барем да се одбираат оние периоди во текот на денот или рано наутро или попладне, подоцна. Сега ако треба на преглед да се дојде, ќе мора да се избегнува најтоплиот период во текот на денот, иако превозните средства речиси и сите, нели, се со климатизирани, ама не се знае, нели,
Што и како и колку и дали ќе биде доволно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме и вас, повелете. Имам едно прашање, нон-стоп ми зуе во глата, ушите, ова притисокот не ми ја во ред, некогаш се качва нагоре, па слегва надолу и така, не знам, нон-стоп ми зујат ушите, дури страх ме фаќа. Да, зуењето на ушите е еден чест симптом, значи кај популацијата, поготово при ваква варијабилни вредности на крвниот притисок. Сега не знам дали ви земате некој тип на терапија за крвен притисок? Да, земам земам од најслабиот и некогаш ми слегва испод 120, а се качва до 170. Така, колку години имате, се извинувам вака шо... 68 години. 68 години. Добро, обично жените сме ние подложни на таков тип, нели, на симптоми, да речем, поготово во репродуктивниот, па и потоа, тој период, кога малце хормонално знаеме, нели, да се така, да имаме една дисрегулација, и чести се сите овие симптоми, меѓутоа варијабилниот крвен притисок и така е причина за појава на зуење во ушите, али треба да се направи и обавезно едно испитување на крвните садови на вратот, затоа што и обструкцијата на еден од големите крвни садови знае да даде известна промена, тоест зуење во ушите константна, па така често пати преку овој симптом зуење на уши наоѓаме стеноза на една од каротидните артерии. Да, така да мора да се направи и тоа. Така, тука завршуваме со вашите јавувања и прашања, почитувани гледачи, но во продолжение ги слушаме советите и препораките од магистер Илчо Захариев, кој што денеска ќе ни препорача чај од жалфија како добар и здрав напиток за разладување во топлите летни денови. Добар ден, почитувани гледачи. Повторно сме во вашите домови преку програмата на Канал 5 и емисијата Визита. Една од најдобрите емисии со силно здравствено воспитување. И сигурно дека тој концепт даде резултати. Всушност, кај мене се раѓаат позитивни чувства од вашите јавувања и интереси за оваа емисија, а мојот мал прилог во оваа емисија е во делот на фитотерапијата и дали постојат природни лекови да си помогнеме при некои заболувања. Драги гледачи, секој заболување мора да го сватите многу сериозно. Мора да сватите дека вие сте наодговорни за вашето здравје и секако дека лекарите и фармацевтите можат навистина да помогнат ако вие даете најголем прилог да си помогнете самите на себе. Денеска зборуваме практично за летен период, за жештини, за топлотни удари и едноставно за колапси и мора да кажам дека лекови многу на располагање ние немаме во такви ситуации. Едноставно, само заштитата на граѓаните и нивната самосвест е многу значена и битна затоа што ако на висока температура од 40 степени сте на сонце, ако се изложувате на тешка физичка работа, заради силното потење, дехидратација и губење на течности, но со губењето на течности ние губиме минерали, губиме и други материи, може да дојде до ширење на крвните садови, до пат на крвниот притисок и да дојде до појава на колапс, да дојде до одредени топлотни удари, кои се многу непријатни. Посебно да речеме се непријатни за оние луѓе кои работат на високи работни места, кои работат, да речеме, градижни работи, затоа што може да се случи да дојде до пат, до телесни повреди, често пати тие завршуваат и фатално, и мојата порака пред се кај вас е да се максимално заштитите. Сигурно е дека ако дојде до појава на колапс или да речеме до топлотен удар, битно е да се јавите до итна помош. Битно е да се, може би, и прима некоја терапија. Во летниот период, почитувани пациенти, треба да пиете многу течности. А нашиот народ знаел дека во летниот период мора да јаде лесна храна. И затоа зеленчукот и овошите биле основната храна во летниот период. И мора да кажам, дури кога вршиле тешки физички работи, да речеме сега е период на жетва, кога жнееле со српови, кога собирале снопје, тие се хранеле со храна која многу е лесна, која носи многу течности. Така да матерницата или киселото млеко, млечните продукти, па да речеме сите она растителна храна, била секојдневие кај нашето население. Па не случајно и православието и нашата света православна црква одредила пости во текот на годината. Моментално се наоѓаме во периодот на летни пости, значи петродневски пости. Не е тоа случајно. Тоа е се со цел и има голема здравствена димензија да телото на некој начин се ослободи од сите оние штетни токсични материи. Едноставно телото да не се оптоварува со хранливи материи кои се многу мрсни, нели, мрсна храна и така натаму. И мислам дека тоа е многу битно и значено. Значи битно е дека во текот на летниот период треба да внесувате многу течности, треба да се чувате од многу топлина, треба да одите значи под сенка повеќе, нели, а во периодот некаде
таму од 11 до 17 часот треба да внимавате да не излегувате значи на сонце и да не се сончате. Инаку јас денеска во мојот дел, во мојот термин ќе зборувам за жалфијата, но сега како средство кое навистина има многу значајна функција да се пие како ладен летен чај. Жалфијата или Салвија официналис е многу познато лековито растение. За него ќе зборуваме во една емисија како еден добар антисептик при воспаление на грлото и на устната шуплина. И да кажам дека жалфијата како растение е самоникнато растение, расте околу Медитеранот, се култивира во голем број на земји, затоа што науката потврди дека тоа е многу лековито растение. Значи, покрај неговите лековите особини, тоа представи медоносно растение, представува украсно растение. И да кажам дека во голем број национални фармакопеи во европските земји тоа растение официјално е влезено во нивните монографии како официјален и званичен лек. Значи, жалфијата има доста во Далмација, во Хрватска, значи Медитеранот, Грција, Кипар, Турција, Италија, Шпанија, Португалија, Северна Африка, да речеме на Малта, се култивира во голем број на европски земји, големи култивирања има во Франција, во Шпанија, во Португалија, бидејќи се користи во прехрамбената индустрија. Но да истакнам дека кај нас има во Дебарскиот крај, значи делот према Албанија, како самоникната, се култивира во голем број на дворови, затоа што луѓето знаат дека жалфијата е многу лековита. Значи, од жалфијата, поштувани пациенти, се користи листот и наземниот дел, значи Салвија фолиум, се бере во текот на цветањето. Значи, кога растението почне да цвета, тоа е некаде во месец мај, јуни, па и јули, се берат листовите од растението, се собираат во кошница, пубаво сончево време на чисти места, потоа се врши брзо сушење на температура, значи до 40 степени во сушари, или да речеме на сенка, на проветрени места, после на чиста хартија. Мора да кажам дека не сме да се суши на сонце. Ако сушите на сонце, ќе испарат етерните масла кои ги има многу во жалфијата, ќе ја изгуби лековитоста и на крајот вие ќе пиете чај кој нема делотворно дејство. Исто така да кажам дека листовите од жалфија може да се собираат и во досна есен, кога растението е пресветено, тогаш нема толку многу етерни масла, но има други лековите материи кои му дават па посебна димензија на ова растение. Инаку жалфијата и сушената жалфија или со жалфија се чува година дена во хартија на амбалажа. Со берењето, сушењето и чувањето треба да ги зачуваме природната боја, арома, вкус и пред се лековитост. Хемијскиот состав на жалфијата е целосно проучен. Најважна компонента во жалфијата е миришлива материја, тоа е етерото масло, во кој има десетици компоненти кои даваат голема делотворност. Во жалфијата има доста танини, има флавониди, минерални материи, органски киселини, има дури смоли. И да кажам дека во последно време се изолирани одредени мали концентрации на алкалоиди. Значи, гледаме дека хемискиот состав е навистина проучен, се работи за безбедно растение и затоа жалфијата се многу користи во фармацијата, од која се прават голем број на лекови, но истовремено се користи и во народната медицина. Ние рековме дека жалфијата представува одличен антисептик, значи се користи затоа што жалфијата и етерото масло ги уништуваат бактериите, делува против гливици, делува дури антивирусно и се користи при заболување на устната шуплина. Стоматолозите жалфијата пропишуваат секаде каде има некој воспаление на десните, на устната шуплина, на јазикот, ја припишуваат отрино ларинголозите, ако се воспалени краниците, влегува комбинирани медицински чаеви, значи за заболување на дишните патишта. Но јас денеска ќе зборувам за нејзина нова димензија, а тоа е дека жалфијата е единственото растение. Значи, лековитите материи од жалфијата, од листот на жалфија, се единствените материи кои предизвикуваат на некој начин спречување на губење на течност од организмот. Значи, жалфијата делува директно на периферијата, значи таа не делува вазодилататорно, не ги шири крвните садови, напротив, на ниво на потни лојни жлезди делува да спречува потење и се користи како антихидротик. Тоа ни е битно во летниот период. Во летниот период, кога е многу топло времето, кога губиме течности и кога температурата е висока, треба да користиме чаеви кои ќе овозможат да не се потиме. Да речеме, летниот период на високи температури не смеете да користите, да речеме, чај од бозал, чај од липа, од камилица, од босилок, но смеете да користите чај од жалфија. Значи, жалфијата, кога ќе се земе во летниот период, спречува потење и од тие причини не доаѓа до губење на течности и тешко ќе дојде, да речеме, до дехидратација, а со тоа пад на крвниот притисок, да дојде до колапси и да дојде до на некој начин нарушување на здравјето. Морам да истакнем дека од тие причини жалфијата се користи кај жените во периодот на менопауза и во периодот на климактериумот, кога се појавуваат голем број на симптоми кои се доста непријатни за жената. Еден од тие симптоми е силното потење и црвенило по лицето и телото. Всушност, чајот од жалфија кај тие луѓе помага, кај жените помага да се намали црвенилото, потењето и доаѓањето на оние топли и жешки бранови. Значи, гледаме дека жалфијата
може навистина успешно да се користи во летниот период како добар антихидротик, како средство значи кој спречува губење на течности, а токму тоа е многу битно и затоа рековме дека пиењето на течности, посебно ладен чај од жалфија, може да биде многу корисен. Сега тој чај е горчлив, може би на некој ќе им смета горчината, но вие може да го засладите со мед, а и медот дава добра енергетска вредност. Тоа е лесна храна, бидејќи представува природен инверт и е составен од гликоза и од фруктоза, така да засладен тој чај со мед навистина може многу да помогне. Че рекоме дека жалфиите од тие причини се користи за изработка на голем број на лекови, тие ги има во аптеките, значи дома почитувани пациенти, секој утро направете 1 литар чај од жалфија, ќе го направите на следниот начин. Значи на 1 литар вода ќе ставите 3 ступени лажици лист од жалфија, врела вода, треба да кисне некаде од 15 до 30 минути, да стои, се промешува неколку пати, после 30 минути се процедува и во текот на денот пиете го во мали дози. Може да испиете 3 чаши, 4 чаши, едноставно место вода ќе пиете жалфија. Ефекти ќе бидат многу брзи. Прво нема да се потите, ќе се намали функцијата на лојните жлезди, на потните жлезди, нема да изгубите течности и тоа е многу потребно пред се ке сите оние работници кои работат на отворено, да речеме во земјоделието, во гледежништвото, кои се изложени на високите температури и каде ризикот од појава, да речеме, на топлотни удари, на колапси се многу чести. Значи денеска 1 литар чај од жалфија во летниот период е навистина корисен, не само заради тоа што ќе спречи губење на течности, но и заради тоа што тој чај истовремено има и други некои добри фармаколошки особини, така да мислам дека покрај тоа што ќе се рехидрирате, ќе ги почитувате делотворните особини на жалфијата и ќе спречите појава, да речеме, на компликација од топлото време. Инаку да кажам дека чајот од жалфија не е штетен, нема контраиндикации, нема несакани реакции, едноставно да не ви смета што горчи. Всушност лековитата на жалфијата е во незината горчина, а тоа доаѓа од етерното масло, значи и од другите лековити материи кои се наоѓаат во растенија. Моја најголема желба е, почитувани пациенти, во летниот период да немаме екстремно топло време, да имаме што помалку топлотни удари, да има што помалку колапси и што поголема одговорност за сите нас да се го чуваме нашето здравје и во контекст на тоа до наредната емисија посакувам да имате многу здравје. Да, за да го постигнеме сето тоа, треба да бидеме внимателни и да ги слушаме препораките од лекарите. Секогаш корисни совети и препораки од господинот Илчо Захариев, како всушност и во секоја измината визита. Верувам дека добро слушнавте како да се подготви чајот, што е она што треба да го применувате, кои чаеви да ги избегнувате, кои да ги користите во летниот период, токму за да внесувате доволно течности во организмот. Доктор Тања, препораките и советите како да превенираме, односно како да се заштитиме од сончаница и топлотен удар. Еве се губаво слушнавме, значи жалфија е една од подобрите чаеви кои што треба да ја конзумираме за време на летниот период. Достатечно сте рековме и вода, и други типови нели на чаеви. Да се мачкаме со известни креми кои што имаат висок фактор за да заштитат од сончевите зраци, да се носат убави шешери, со жените шешери сламени нелюбови, мажите да си носат нели качкети. Ама кои што ќе заштитат поголем дел од... Да, да заштитат поголем дел, не само главата, него малце и тилот и вратот. И убава облека, летна, лесна облека, нели, с убави материјали, да не биде уз тело и да ни предизвикува дополнително потење на организмот, затоа што еве како што слушнавме, нели, потењето, прегумбеното потење всушност не го прави и најголемиот проблем кај сончаницата и кај топлотниот удар. И да си ги заштитиме нормално и децата, значи затоа што сепак сончаницата е една бурна реакција која што може малце, нели, додека сме на одмор тие 15 до 20 дена, сепак не е пријатно детето да ви биде болно. Од едно мало невнимание може да се уништат тие следни десетина дена. Така да не се паничиме, да не веднаш нели го носиме на лекар, значи првите некои работи да ги направиме ние самите како родители со дома, тоест нели таму каде што сме сместени, со тоа што ќе дадеме питоци, парацетамол, ибупрофен, зависи нели што за намалување на температурата, да се разлади детето, може да се истушира и нели да се чекат симптомите малце полека да се соберат. И ово би сакала да го напоменам дека симптоматологијата поминува за негде од 24 до 48 часа. Тоа не значи дека ако негде во првите денови сме имале сончаница на годишниот одмор, веќе да не излегуваме на сонце.
напротив. Само првите денови, така? Првите денови, да. Ден-два после да се заштитиме, нели, да не излегуваме директно, меѓутоа потоа повторно, али со големи предпазливи мерки. И сега да се надевам на крај само да кажам дека ова емисија, нели, овие препораки добро ќе дојдат на нашите гледачи, со идеја дека времето надвор ќе го подобриме од утре за утре. Имаме пубави. Не мора да имаме екстремно високи температури, така тешко ќе ни е да функционираме на такви. Ама убаво е кога одиш на одмор да имаш и такви температури малце, да. Топло времето. И кога и на пролет ќе огрее првото убаво сонце, тогаш знаеме по цел ден да седиме на сонце и тоа е ризичен период. Не ги поврзуваме сонченицата и топлотниот удар само конкретно за лето. Иако само тогаш најчесто се случуваат. Знаете, сега знаеме, нели, глобално климатските услови се малце пореметени, да речам, и кога се јавува, нели, за време на пролет и сончевите зраци се доста јаки за тој период од годината, а ние неподготвени за да ние тие ги примеме како такви. Да. Сакаме да уживаме максимално во тоа убаво сонце, да. Доктор Татјана, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам на поканата и се надевам дека повторно ќе ме поканите. Секако, да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Имајте убав и пријатен ден. Останете со програмата на Канал 5 телевизија. Нова визита имаме утре 10 минути до 11 часот. Довидување.